Јас сум имал таа прилика да бидам во повеќе наврати главен уредник, значи главен уредник е една позиција која од една страна е близок до менеджментот, од друга страна е новинар професионален, така што сум ги видел и двете страни. Факт е дека во Македонија во повеќе редакции состојбата со социјалните и економските права на новинарите не е на високо ниво, а можем да речем дека од почетокот на 90-тите години, кога од оној период на транзиција, па до денес дури станува збори за влошување на таа состојба. Тоа е вака генерална оценка, ако може нешто. Дали може би се препозна во еден од овие, да така кажем, анализи, со оглед на тоа дека рекоа дека доколку се случи да новинар се оглуши од некоја наредба или не постапи како што треба или пишува така како што некому не му одговара на власта, дека често може да се случи отказ. Дали ти се препозна во се тоа со оглед на тоа дека ке тебе беше карактеристична ситуација со оглед на пишувањата за Кежаровски? Значи, апсолутно, актуелната власт има воспоставено такви механизми пред се на контрола на медиумите и на медиумските собственици, преку кои ја остварува својата уредувачка политика. Дори нема потреба да комуницира со уредниците и со главните уредници, едноставно може да му се обрати на собственикот на тој медиум, кога го контролира на различни начини, со бизниси, со тендери или пак со некои простувања на некои незаконски дејанија ако ги имале во минатото. Таква е состојбата со повеќе македонски медиуми и електронски и пишани. И од тие причини контролата на уредувачката политика, реков, значи се воспоставува преку медиумските газди. Јас лично, она што го доживеав, се разбира, е класичен пример на политичка смена. Иако се разбира во наводници таа смена беше од професионални причини, нели? Дека не сум ги застапал принципите на новинарската професија, но се работи токму за обратното, дека ако во еден подолг период во државата имаме влошување на состојбата со медиумските слободи и ако власта се однесува онака како што се однесува во контекст на пишувањето на новинарите, ако постои цензура, ако има тужби за клевета и навреда против новинарите, ако има и затворање новинари, тогаш е логично ние медиумските професионалци да застанеме во одбрана на професијата. И ако тоа се толкува, ако тоа на крајот се толкува како непрофесионализам, не знам во што се состои тогаш професионализмот. Проблемот со новинарската професија во Македонија е што од една страна се наметнува мислење во јавноста дека улогата на медиумите воопшто не е она што е медиумскиот професионализам, не се сваќа како улога на четврта власт, односно улога на критичка нотка, медиумите да имаат критички поглед кон секоја моќ, туку се повеќе новинарите стануваат пиар агенти на моќта, на власта, на бизнисот, на медиумите. И тоа се тие две спротивставени концепции што оваа власт не сака да ги разбере, односно новинарите се доведени во социјална и економска состојба да не можат да се спротивстават политички. Во последната редакција, например, каде што работев, карактеристично е тоа што новинарите имаат договори на 1 до 3 месеци. Знаете, вие не можете да сметате воопшто дека утре ќе работите ако имате договор на 1 месец и врз основа на тоа вие правите само цензура. Оние податоци што ги видовте денеска, над 50% цензура или над 65% цензура, само цензура, или беше обратно, не сеќавам. Тоа е реалноста. Реалноста не е дека некој ќе ви дојде лично и ќе ви каже вие морате денес вака, иако има и такви драматични примери. Туку едноставно кога вие ќе ја сработите темата, кога таа ќе дојде до уредникот или во некои случаи и до директорот, денеска директорите читаат текстови, што е драматично, или кога ќе добиете ливчиња како што добиваат некои електронски медиуми од владата директно, кои вести да ги планираат, прва, втора, трета, четврта. Значи не можете да зборувате вие за слободно новинарство. И кога сето тоа на крај зависи, вие зависите од тоа дали на први ќе земете плата, односно дали ќе ви биде продолжен договорот. Преку такви механизми, значи една комплетна менаџерска непочитување на професионалните, на социјалните права на новинарите,
вие доаѓате до состојба буквално да ви бидат да имате отворен конкурс за работни места новинар и секогаш некој да му го загрози работното место на другиот. Од тие причини новинарството не може како професија да биде слободно и да се реализира како што според оние професионални стандарди кои постојат во светот. Во времето кога отидовте во Дневник 10 луѓе се отидоа, сега без тој што се оди од Нова Македонија. Дали во сите случаи политиката одлучува за тоа кој ќе остане и кој ќе се оди во медии, не е битно да ги кажат како примери случаите кај што сте били? Значи кога јас бев во Дневник беше отпочната постапка за прогласување технолошки вишок. Јас се затегнав, таа постапка беше водена директно од менаџментот. Факт е дека десетина луѓе или 7-8, не знам точно колку беа отпуштени. Дали политиката е таа секогаш која одлучува кој ќе остане, кој ќе оди во медиумите, сведоци сме дека и во Алфа ќе се бркаат луѓе со технолошки вишок? Значи апсолутно критериумите и стандардите за прогласување технолошки вишок секогаш се прават врз основа на значи се остава 50%, 60% на менаџерот да одлучи дали еден или друг работник му треба. Инаку прогласување технолошки вишок е нели нормална постапка ако се има предвид, не знам, години на стаж, искуство, социјална состојба, но кај нас критериумите, и тоа го имам видено лично во повеќе случаи, критериумите се оставаат да менаџерот има доминантно учество во определувањето кој ќе ја напушти редакцијата. Што може да биде нели политички арбитрерно и што и се случува фактички.